Во студио 10 разговарам со доктор Владимир Рендевски, а, неврохирург кој што ја израдува Македонија, од кој аспект од тоа што научени веќе од само лоши вести, конечно стигнува еви е дубава вест кога во прашање наука, имено се работи за македонски мултидисциплиниран тим од медицинскиот и природно-математичкиот факултет, кој што ги предводеше токму доктор Владимир Рендевски, кој што на 62-та меѓународна или интернационален научен конгрес за невронаука Mind and Brain во Пула ја освоија првата награда. Да видиме за што конкретно се работи. Докторе, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов и ви благодарам за честа и поканата. Ајде да видиме што е она што го имаме како откритие. Сега вие ќе го преведете, значи македонски тим се представи со интерактивен математички софтверски пакет за предвидување на веројатноста за рана смртност кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Сега ќе ве замолам да се обидете малку овака за јавноста да го упростиме, да не биде како за симпозиум говорот. Што е ова? Прво честитки за наградата. Благодарам. На поедноставен начин ќе кажам дека се работи за второ наше научно истражување како мултидисциплинарен тим. Во првото истражување испитувавме одредени биохемиски маркери од плазмата на пациентите со хеморагичен мозочен удар. Тоа беа тумор некрозниот фактор алфа и глутаматот и нивното влијание врз развојот на мозочниот едем или народски кажано оток, кој што настанува после еден хеморагичен мозочен удар, додека во ова наше второ истражување, кое представува научна студија базирана на 73 пациенти, фокусот ни беше ставен на испитување на два видови на интерлеукини, тоа се биохемиски молекули, поточно интерлеукинот 6 и интерлеукинот 10, како и останати 5 фактори на оксидативен стрес, кои што исто така се мерат првите 2 до 3 дена по настанувањето на мозочниот удар и заедно со останатите варијабли кои што ги испитувавме, како што беа волуменот на хематомот и волуменот на едемот, односно отокот после 5 дена, како и врз база на клиничката состојба, со користење на напредни статистики изработивме една математичка формула која што вклучува од вкупно 19 инфламаторни молекули и 5, како што кажав, маркери на оксидативен стрес. Самата статистичка операција покажа дека само 4 од нив се значајни врз развојот на раната смртност кај пациентите со мозочен удар. И врз база на тие вредности може да се предвиди дали ќе настане или не смртен исход кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Ова метода се испитува секако и незината сензитивност и покажавме дека има отприлика сензитивност, односно точност од околу 88%. Последователно, врз база на таа генерирана формула, изработивме еден интерактивен софтвер или со други зборови една програма компјутерска, така наречен ризик калкулатор, кој што со внесување на овие параметри може да ни ја генерира, да ни ја предвиди можноста дали кај пациентите ќе имаат добар или лош исход. Тоа беше суштината на ова наше истражување со кое што ја освоивме првата награда во Пула. Тоа е прекрасно и конечно прекрасно да слушаме вакви убави вести. Мислам дека мораме и ние меѓумите малку да посветуваме поголемо внимание, особено на луѓето кои што носат награди и представуваат вистински амбасадори на државава. Едем знам дека е оток. И уште некој друг спор кој што ги употребивте, сега не го ни запамтив, со 6 и 10, меѓутоа вие ќе ги потенцирате. Што конкретно значи ова, да го уште по упростам за јавноста која што не следи? Каде се ќе наоѓа примена овој труд, каде се може да најде примена и што тоа ќе ви олесни во работа? Како што спомнавте, со самата појава на настанувањето на мозочниот удар, хеморагичниот мозочен удар, односно интрацеребралната хеморагија,
настанува излевање на крв заради руптура на одредена мозочна артерија и после тоа настанување на мозочен удар започнува еден патофизиолошки процес на формирање на околен оток, односно едем околу самиот хематом, кој што дополнително го притиска околното здраво мозочно ткиво и на тој начин врши дополнително невролошко влошување кое што особено е критично првите 4 до 5 дена. Така што целта на овие биохемиски маркери, како што споменав, тоа се интерлеукин 6 и 10, тоа се едни од плејадата на многуте воспалителни маркери кои што се покачуваат во организмот после хеморагичниот мозочен удар и врз основа на тие останати 5 оксидативни стрес, значи маркери, математичкиот модел е во можност да ја предвиди веројатноста од настанување на смртниот исход. Инаку клиничката примена на овие резултати се гледа во тоа што ние како лекари, како тим на неврохирурзи и невролози, за голем дел од пациентите се уште имаме дилема кои пациенти првично да бидат конзервативно третирани или да бидат оперативно третирани. Ќе кажам дека досега во светот се изработени две големи мултицентрични студии на преку 1000 пациенти. Тоа се студиите Stitch 1 и Stitch 2, кратенка од Surgical Treatment of Intracerebral Hemorrhage, во која што беше вклучена и нашата универзитетска клиника за неврохирургија од Скопје. И во овие студии и покрај големиот статистички примерок, за жал, се уште се останати отворени дилеми кај кои пациенти да се примени која стратегија на лекување, така што последните десетина години во светската наука од ова област особено ставен е фокусот на испитување на одредени биохемиски маркери. Тоа се молекули кои што се покачуваат во крвта, во плазмата, по настанување на мозочниот удар и врз база на мерењето на нивните концентрации веќе добиваме појасен увид во која насока ќе тече клиничката слика кај овие пациенти. Затоа се решивме за примена на овие аспекти од науката. И ова, докторе, предпоставам ќе ви треба да ја олесни значително работава. Така барем кога е во прашање животот на пациентите. Полесно ќе можете да носите одлука, ако добро сватим. Оваа студија, јас ќе кажам дека се уште нас ние во фаза на научно испитување. Ние пред 3 месеци, првиот дел од оваа студија, првичните резултати беа признати од научната јавност и ни беа публикувани во престижното медицинско списание Brain Pathology со фактор на влијание 9. Меѓутоа, за да има и реална клиничка примена, се уште треба да се направат дополнителни испитувања за да влезат во редовна клиничка пракса. Инаку ќе кажам дека овие биохемиски процедури што ги работевме за докажување на нашите биомаркери или по-конкретно за двата споменати цитокини, интерлеукинот 6 и 10, се работаат со ензимски поврзана ELISA метода, а додека останатите 5 маркери на оксидативниот стрес се докажуваат со кинетичка спектрофотометрија. Значи се работи за едни две доста сложени, би рекол, биохемиски методи кои што не се применуваат стандардно во јавните здравствени установи во болниците, туку за нашата научна цел ги работевме на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје и особено од овој аспект сакам да се заблагодарам на нашиот дел од тимот од Институтот за биологија, посебно на професор доктор Ицко Ѓорговски, на професор доктор Никола Хаджи Петрушев и особена благодарност до асистент Борис Алексовски, без чија помош навистина овие резултати немаше да бидеме во можност да ги публикуваме. Секако честитки за целиот тим. Докторе, што е оксидативен стрес? Што е тоа? Оксидативен стрес представува состојба при ослободување на така наречени реактивни слободни радикали и на тој начин настанува оштетување на клетката. При одредени
патолошки состојби, тие маркери се покачуваат и предизвикуваат оштетување на клетката. Меѓутоа и во самата клетка пак постојат механизми за заштита од тие слободни радикали. Практично оштетувањето би настанало кога ќе настане дисбаланс, кога организмот нема да може да се справи со штетното дејство на тие радикали. Да земете прва награда на голем научен симпозиум, интернационален научен симпозиум, невронаука е на вистина исклучителна чест. Предпоставувам на ова 62 издание на ова интернационална конференција учество зема од повеќе држави, доктори или кој се учествуваше? Овој интернационален конгрес Mind and Brain во Пула е 62 поред и представува еден од најпрестижните конгреси во областа на неврологијата, психијатријата и другите сродни гранки на овие простори, инаку е под покровителство на Европската и на Светската асоциација за мозочен удар, така што би рекол во конкуренција на тимови на земји како што беа од Германија, од Австрија, од Италија, од Хрватска, од сите околни тука земји на Балканот, имаше представници од Ирска, од Египет. Навистина ни представуваше големо задоволство што меѓународната жири комисија се одлучи токму за нашиот научен труд да ја додели највисоката награда. Ова, докторе, го представувате пред сите тие учесници и комисија го ве слуша оно што вие го представувате. Предпоставувам има и прашање на што конкретно се задржа вашите колеги од другите земји. Што е оно што конкретно ги интересираш? Постои меѓународен жири тим практично, конкретно во нашата област беа составени од професор Нидеркорн од Универзитетот од Грац од Аустрија и професори од Хрватска. Конкретно за нашата студија најмногу ги интересираше околу идната клиничка примена на студијата и особено се задржаа на тие статистички модели што ги работевме за предвидувањето, бидејќи освен генерирањето на таа математичка формула за предвидување на клиничкиот исход, исто така со така наречени рок криви, односно рок анализи, добивме и критични, гранични вредности за волуменот на едемот и за бројот на неутрофили во плазма, кои што представуваат горна граница над која пациентите што ги имаат вредностите над тие граници ќе имаат смртен исход. Значи, се работи за едни навистина понови статистички операции кои што досега не се објавени, така што добивме една вредност на волумен за отокот, за едемот од 34 кубни сантиметри и бројот на неутрофили 9,3 по 10 на 9 во литар, над кои, доколку пациентот ги има тие вредности, ќе биде голема можноста од настанување за жал на смртен исход, така што имаше повеќе прашања, меѓутоа главно се задржаа на овие аспекти од студијата. Ова што веројатно ќе интересира јавноста. Каде ќе наоѓа ова истражување кое што претпоставувам се уште во, како велите вие, не во рана фаза, меѓутоа се уште ќе и понатаму ќе продолжувате да истражувате и да го продолжите овој труд, но кога ја споменавте клиничката примена, како би изгледало тоа во клиничка примена? Дали ова чини пари? Дали е потребна некаква апаратура? Што е потребно? За клиничка примена би рекол Македонија е мала земја и секако методи на ЕЛИСА и на кинетичка спектрофотометрија сигурно не може да бидат достапни во секој град, во секоја болница. Меѓутоа, како клинички центар Скопје и со оглед на тоа што Македонија е мала земја, растојанието помеѓу градовите е мало, во иднина сметам дека би можело да се направи еден современ центар за мозочен удар, државен на ниво на држава, кој што би ги имал и овие методи за детекција, меѓутоа и сите други методи за рана и диагностика, меѓутоа и лекување на мозочниот удар. И особено е важна
брзата триажа, би рекол, бидејќи мозочниот удар и исхемичниот и хеморагичниот се патолошки состојби кои што настануваат акутно и од особено значење се важни првите неколку часа во третманот. Така што треба како држава да поработиме и на брзата триажа, односно за брзото пристигнување на пациентот на соодветното место за соодветно да се третира. Треба пари за ова или не? За истражување? Овие методи на ниво на држава, сега не ја знам цената, меѓутоа сигурно не се работи за некоја сума за да се опреми еден современ, би рекол, строк центар со овие биохемиски апаратури и методи. Па јас се надевам дека барем до толку имаме пари и така даваме пари за еден куп глупости, барем еве конечно кога е наука во прашање и да ја промовираме науката, нека почне државата да одвојува пари за наука. Како ве перцепира колегите и од Македонија, види ги што направиле или и уживате респект? Искрено имаше и други, да кажам, многу интересни теми, интересни истражувања на Конгресот, имаше одредени генетички испитувања, некои, да кажам, клинички студии што беа работени на анимални модели на животни, исто така беа прикажани, што значи дека луѓето се занимаваат со наука, науката оди напред и сепак и ние како држава треба да го следиме тој чекор и за да имаме адекватни истражувања кои што ќе бидат и релевантни, понатамо треба навистина и државата да вложува во науката кај нас повеќе. Докторе, предпоставам сега со оваа награда нема да размислите и вие да ја напуштите Македонија, бидејќи имаме некаков екзодус на пелимантини, на доктори, на медицински сестри, уште што се не оди по западниот свет, особено Германија е атрактивна, па ако не се лажем и Словенија, меѓутоа Германија е пик. Се надевам дека нема да ја напуштите држава се. За сега лично не размислувам, инаку овој проблем на одлив на кадар, мислам дека особено кај нас е проблемот административните потешкоти што се уште присутни при вработувањето на здравствените работници и на лекарите и на медицинските сестри, на останатиот медицински, немедицински персонал. Како држава сметам дека треба да ни биде примарна стратегија да имаме јако државно здравство. Треба без разлика на партиските определби, значи треба да имаме една здравствена стратегија која што ќе биде прифатена од сите и при било која промена и на министерски кабинети и на влади, главната здравствена стратегија, односно концептот треба да оди напред. Јас сум кажал и во друга прилика кога бев минатата година на функцијата заменик министер, главен проблем пред се административните пречки, односно за едно вработување или за еден трансфер на лекар, на медицинска сестра, потребни се 4 до 5 подписи. Подписи од директорите на установите, од министер за здравство, од директори на фонд за здравство, министер за финансии, министер за информатичко општество, така што еден голем лавиринт кој што за жал се уште не е поедноставен во Законот за здравствена заштита, а исто така и еден друг проблем што се уште е присутен и не е променет, мислам и начинот за вработување. Тие тестирања кои што се прават со така наречени некои тестови, до негде тестирање да треба да има, меѓутоа во здравството, бидејќи сепак се работи, би рекол, за една хумана професија, треба основно да се гледат одговорноста и човечките особини, односно домашното воспитување на самите здравствени работници. Не може без дозвола на стручниот колегиум на било која здравствена установа или клиника да дојде кандидат со тест и да каже јас од утре ќе работам кај вас. Мислам, сум бил на повеќе места и на едукации. Основен, би рекол, основна бариера, основен одлучувач во вработувањата треба да го има менаџментот на клиниката и на болницата, меѓутоа сепак и со одреден филтер на
стручниот колегиум. Тие работи се едноставни и сметам дека е дојдено време да се применат и кај нас, во спротивно се повеќе кадар ќе ни се одлева во странство. На една држава образованието и здравството им се главни столбови. Јас имам впечаток дека ние 30 години како да се обидуваме да урнисаме нешто кое што постоело во таа некогашна Југославија и вие денес кога ќе влезете на клиника, на државна болница, прво сите влегуваат на државна болница, порано се знаело како оди, нели имало примерно, па секундарно и така натаму, на државна клиника обично завршувале најтешките случаи. Денеска се оди на државна клиника, веројатно затоа што ако се прошетате низ Македонија како заменик министер, сигурно сте били и сте ги виделе другите болници, сигурно заглава сте се патили, не дека не сте знаеле што е како е. Но печаток е дека како свесно да се руши не само имиджот, туку како да се руши тоа државно здравство, како некој да не сака да имаме ние државна болница онака како што ја паметиме. Не знам дали го делите истото мислење. До негде се согласувам. Сметам дека државното здравство треба да биде основен двигател на една држава заедно со образованието и би кажал дека не е секогаш до изгледот на болницата. Ниту новите компјутерски томографи, ниту новите магнетни резонанци, ниту новите лизгачки врати лечат и лекуваат. Има објекти кои што се од поранешна Југославија, и во Хрватска, и во Словенија, и во Србија новие простори кои што се уште се со стари плочки, меѓутоа со обучен персонал, со хуман однос, со современи методи кои што се следат, така што главниот фактор во здравството представуваат влогот во човечките ресурси, значи квалитетни здравствени работници, повторно ќе повторам, со домашно воспитување, со хуман однос кон пациентите. Тоа е поентата на која што ние треба да целиме. Значи треба да ги задржиме правите луѓе во државното здравство. Сега, индиректно ми дадовте одговор, бидејќи сакал да прашам каде грешиме, меѓутоа ми одговоривте на некој начин. Прашањето ми е зошто не сакам тогаш државно здравство, бидејќи не гледам друга логика. Треба да се има искрена намера, јас ќе кажам, во секоја здравствена политика се е едноставно ако имате искрена намера. И едноставно треба да се види тој систем каде функционира и на кој начин и од каде можеме да го копираме, односно да го аплицираме. Еве ќе кажеме, би кажал за Словенија. Ние имавме и здравствен систем со Словенија во поранешна Југославија. Словенија е првата земја членка на Европската Унија од регионот. Преку 80% од здравствениот систем што го имавме и ние е се уште имплементиран во Словенија. Значи многу мали промени, реформи направија. Ние направивме, би рекол според мене, тука сега ќе кажам, погрешна е приватизацијата во примарното здравство. Комплетно погрешен концепт. Тука првиот филтер на пациенти веќе се заобиколува и оди кон секундарно здравство. Во секундарното здравство пак имаме огромен, како што кажавте, екзодус. На клиниките толку не се приметува, меѓутоа во болниците низ градовите имаме по основ на пензионирање, по основ на заминување во други установи, уште поголем недостаток на лекари и медицински сестри. Веќе се затвораат и одделенија, се претвораат во дневни болници. Така што и тука пациентите се заобиколуваат и она што го кажавте, практично пациентите директно доаѓаат на клиниките, каде што наместо клиниките да се занимаваат со најтешките форми на лекување, тие практично ги лекуваат и пациентите од секундарното здравство. Така што адекватните, би рекол, вработувања, изборот на прави кандидати е клучот со кој што треба да успееме и сепак фокусот да се стави на јакнење на државното здравство. Бидејќи Македонија е сиромашна земја, не можат граѓаните да
плаќаат некои дополнителни здравствени осигурувања за да се лекуваат по приватни болници. Имавме одлични државни болници и во изминативе 30 години за жал гледаме дека одат надолу. Мислам дека тоа треба конечно да се промени. Едно лаичко прашање, или реално прашање. Ако, еве карикирам, слепо црево се смета за веќе за рутинска операција. Малку е нелогично и чудно да вас од големи градови ви праќаат во Скопје да оперирате слепо црево. Се обидувам да го упростам. Така е. Тоа е тоа што го кажав. Затоа кажувам. Тие операции се работеа во голем дел од болниците низ државата. Сега тие операции најчесто со честни исклучоци, не секогаш, меѓутоа голем дел од тие пациенти завршуваат еве конкретно на клиниката за детска хирургија. Што ги нервира луѓето, доктори? Зошто бегаат? Говорам за ваши колеги, за медицински персонал. Што ги нервира? Зошто бегаат? Ниски плати? Систем ги нервира? Што ги нервира? Главен проблем кај младите е тоа што нема вработување. Порано се знаеше, имаше државно примарно здравство, каде што најчесто по тие амбуланти беа првични вработувања за младите лекари, работеа по година до две, оттамо ги преземаше соодветната регионална болница, ги праќаше на специјализација, се враќа од специјализација и си продолжува секој за која што установа беше пратен. Сега голем дел, бидејќи нема практично државно примарно здравство, тие се концесионери, многу малку има вработување таму. Од друга страна, она што кажав, процедурата на вработување е многу тешка, се чекаат дозволи од Министерства за финансии со месеци и со години некогаш, и младите кадри не можат да чекаат, едноставно си го бараат местото надвор од државата. И на сето ова, сега малку ми закочи, мислам, веројатно е до интернетот, но ќе се, предпоставам, ќе се среди ситуацијата, бидејќи имам уште малку време. Се надевам ме слушате, да ме слушате. Докторе, и на сето ова, кога ќе додадете онаа партизација, тогаш веројатно не е јасно што и како се случува. Сосема за крај, сакам да ве прашам, бидејќи сте неврохирург, после ковидот, имаме ли, гледаме информации кои што доаѓаат од релевантни институции дека е зголемен бројот, не знам, особено кај машката популација на миокардити и така натаму. Какова е ситуацијата со мозочните удари, генерално? На што треба да внимаваме? Искрено, главен ризик фактор на мозочниот удар, би рекол на хеморагичниот, е неконтролираната артеријска хипертензија. Сега дали тоа и постои поголема инциденца после ковидот, јас навистина немам таков податок за да го пласирам во јавноста. Може би колегите од клиниката за неврологија имаат последнава година некои исследувања, истражувања дали постковидната состојба има влијание во зголемување на инциденцата од мозочните удари. Јас таков податок на ова поле до сега немам. Добро, но генерално каква е ситуацијата во Македонија со мозочните удари? Успеваме ли некако да се штитиме, бидејќи имам впечаток дека како кај сите нас граѓани како да недостасува таа здравствена култура? За мозочниот удар, особено, како што реков, влија нерегулираната артеријска хипертензија, тука како причина е неадекватната исхрана и би рекол нездравиот начин на живот. Меѓутоа, од особено значење, што е публикувано во последниве клинички студии, е неадекватната употреба на антикоагулантната терапија. Така што, според тие, би рекол, истражување, ако досегашната инциденца се движи некаде 24 новозаболени на 100.000 жители годишно, се смета дека заради неадекватната употреба на антикоагулантна терапија, инциденцата на мозочен удар до 2050 година, значи од прилика за 25 години, се очекува двојно да се зголеми, така што еден апел и до останатите колеги, а и до пациентите кои што некојаш и на своја рака ја земаат
таа антикоагулантна терапија особено е опасна, бидејќи може да доведе до неконтролиран мозочен удар и до крварење. Тука е, би рекол, главниот фокус што треба да се стави за превенција понатаму. Така. Сосема за крај ќе успееме да направиме, можеби не ние барем, нашите деца да видат некое здравство кое што ние сме го гледале кога сме биле како нив во таа Југославија. Барем да се приближиме до една Словенија. Јас кажам, многу сакам да имаме јако, силно државно здравство, достапно за сите граѓани и ги повикувам представниците од владата и од останатите, значи партии, да се направи една унифицирана здравствена стратегија по која што ќе се придржуваат сите и пак ќе кажам дека главно е да се има искрена и честна намера таков модел на државно здравство да се направи. Мислам дека и по бројот на жители и по самата распределба дека Словенија може да ни биде еден добар пример по кој што можеме да се движиме понатаму во поглед на здравството. Докторе, благодарам. Еве од Пула директно исконтактиравме, муабетот ни останува кога ќе се вратите во Скопје да го продолжиме на оваа тема и да дадеме апели за граѓаните и нормално низ една конструктивна дискусија, малку да се отргнеме од оние црно-бел свет на политички елитизам и конечно, како велите вие, да направиме една навистина еден здравствен систем кој што ни доликува на нас пред се како држава, бидејќи некако се изморивме 30 години, ви посакувам уште многу успеси и понатаму вам и на целиот ваш тим. Ви благодарам уште еднаш за поканата и за учеството во емисијата. Доктор Владимир Рендевски, гостин во Студио 10.